Над 15.000 лица во источниот регион или околу 8% од населението имаат камен во бубрегот, проблем кој подоцна се реперкуира на различни начини. Што е причината? Физичката неактивност, зимање на преголема количина на солена храна, нередовно регулирање на крвниот притисок, нередовно регулирање на шеќерот во крвта. Но многу поголем проблем имаат луѓето кои ја изгубиле бубрежната функција. Животот на нив им зависи од диализа. Мојот начин на исхрана обично е по квалитетна храна. Тоа ни дава докторката ни дава листи што да се хранеме не. Ориз има, компир, нешто по варена храна повеќе. Што ако диализата не се направи на време? Значи во тој случај може исходот да биде фатален. Значи така затоа се презимаат мерки на време и се отпочнува со терапија со време за да не дојде до таа крајност. Во источниот регион зависни од диализа се околу 150 лица. Во какви услови се изведува таа? Се у најдобар ред имаме нови кревети, имаме целата просторија значи сме презадоволни. Каков тип на превенција треба да се применува за човек да не дојде до диализа или трансплантација на бубрек? Еден хигиена диететски режим, значи внимавање во делот на исхраната, значи вклучување на физичка активност редовно и тоа се така како едни општи мерки за зачувување на самата функција. А за здрави бубрези неопходно е пиење доволно вода во текот на денот. Сдружение Нефрон заедно со Центарот за диализа Диамет Македонија ја обележува овогодинешната масовна глобална акција со овогодинешното мото "Започнете го денот со чаша вода и подарете една". Овие препораки овој пат веројатно ќе бидат сериозно сватени, бидејќи Македонија има 8,2 смртни случаи на 100.000 жители поради бубрежни проблеми, што е повеќе од европскиот просек. Инаку во источниот регион има 3 центри за диализа, и тоа во Кочани, каде редовни се 49, во Штип 43 и во Делчево 33 лица.